Живеем в 21 век. Век во кој технологијата се повеќе и повеќе напредува. Век во кој што телефоните, компјутерите и другите уреди се дел од нашиот секојдневен живот. Век во кој што интернетот редовно се дружи со нас. Пред постојањето на интернетот, студентите, за да проверат дали положили некој предмет за договор за време на одбрана на дипломски или магистерски труд, за проверка на термини за консултации, оделе до самиот факултет. Денеска не. Од дома, тие на нивните електронски адреси комуницираат со нивните професори, резултатите или некои соопштенија ги проверуваат на групи на социјални медиуми или пак на страницата од самиот факултет. Кога е време за плаќање на сметки, порано мораше да се оди до банките или поштите за да се платат истите. Сега проверката или плаќањето може да се направи онлайн. Еден ученик, кога ќе се разболеше и не беше на настава, го немаше најновиот материјал, што го предавала учителката или учителот, професорот или професорката. Одеше кај своите другари, ја земаше тетрадката, го препишуваше или го копираше тој материјал. Сега материјалот, кој што му недостасува на ученикот, кој што бил одсутен од настава, материјалот го добива сликан по пат на Facebook, Instagram, Viber или некоја друга социјална мрежа. Кога ќе пропуштевме некоја епизода од нашата милена серија или пак некој цртан филм, чекавме да даде реприза и да ја погледнеме. Сега не ни мора. Ќе се отвориме YouTube, Dailymotion или некоја друга страница каде што поставиме серијата и уживаме во неја. Некоја наша милена песна ја преснимувавме од радио на касета и на тој начин така си ја имавме. А сега целосни албуми можеме да слушнеме на видеоплатформите YouTube, Dailymotion, истите да ги симнеме од некој страни каде што може да се симнуваат песни или да ги преслушаме на SoundCloud, Audiomack, Deezer или пак некоја друга аудио платформа. Amazon некогаш беше само река, но денес е и онлайн продавница. Кога креираме нешто или чисто сакаме да истражиме, денес поголем број на информации преверуваме на Google, Yahoo, Wikipedia, а некогаш информациите ги баравме во книги, енциклопедии, весници или пак списанија. Во денешно време, некоја информација која што сакаме да биде видена од повеќе луѓе, истата ја поставуваме на социјалните медиуми. Порано тие информации беа закачени на огласна табла. Конференции се прави исклучително во хотели, канцелари или некои други простори. Денес тоа може да се прави и виртуелно. Кога беше време за патување, погледнувавме во мапа кој пат да одиме до дестинацијата која што сме одбрали. Денеска е многу полесно. Во Google Maps си ја пишеме почетната дестинација и крајната дестинација и имаме аудио водича кој што ни кажува како да се движиме по патот по кој што одиме. Рецепти за некој вкусно јадење земавме од нашите баби, мајки, тетки, бујни, стрини. Денес доволно е да се отвори некоја страница со рецепт, исто да се прочита или пак да се види начинот на негова подготовка. Сите оние работи кои што се правеле пред интернетот се прават и денес, но со постојањето на интернетот и технологијата, начинот за нивно извршување е полесен.